Македонија има повеќе здравствени осигуреници отколку жители во државата. Од Фондот за здравствено осигурување откриваат дека во нивниот систем има над 1.820.000 граѓани кои се под капата на фондот. Од нив повеќе од половината се осигурани не по основна плата, туку по роднинска врска. Раководството на фондот најави ревизија на бројот на осигуреници со цел да се преиспита критериумот според кој се станува здравствен осигуреник, а доколку има пациенти фантоми кои фигурираат само во системот, тие ќе бидат избришани. Ние покренавме иницијатива пред владата да се преиспитаат критериумите и начинот на прилагање. Ова е интерсекторска работа која ќе потреби, бидејќи знаеме дека во Македонија спрема последниот попис има помалку жители од тоа што во моментот имаме здравствени осигуреници. Од фондот најавија поволности за услугите на пациентите. Со алатката e-рецепт матичните лекари ќе можат електронски да препишуваат лекови и на тој начин прецизно ќе се знае дали пациентот има здравствено осигурување. Со тоа ќе тече полесно и работата во аптеките. Сакаме да што повеќе средства заштедиме на фалс рецепти, условно да кажам, за да останат повеќе средства за вистинските корисници на лекови. Ова затоа што само во минатата година, во 24-та година, имаме зголемување од 1 милион рецепти од 5 милиони евра при опаѓачка популација, условно да кажам, така да можеме да го подобриме и тој аспект на контрол на домакинско работење. Предизвик на раководството на ФЗОМ во следниот период и натаму останува позитивната листа на лекови. За само пола година ревидирана е листата со нови 11 генерички лека, иако претходните 10 години оваа листа не беше воопшто променета. Фондот е насочен и кон повисоки плати за здравствените работници, повеќе бесплатни лекови и контрола на трошоците. Директорот Клековски порача дека квалитетно здравство бара одговорна политика и одржливо финансирање. До крајот на годината фондот ќе се фокусира на намалување на рецептништвото и развој на електронски систем за следење на услугите. Според раководството на фондот, само така Македонија ќе има ефикасно и модерно здравство за сите граѓани.